Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела ве носам на едно посебно уживање по повод Свети Трифун и Валентајн. За таа цел избравме еден млад заљубен пар со кој заедно ќе ве однесиме на една авантура на која ќе научиме многу работи околу лозјето, виното и овој божествен празник. Ги чекаме заљубените на денот. Тука се Александра, Да, Филип, Александра, Миломија. Миломија, јас сум Марк. Ми само ти ме познавате, а? Вие сте победниците од наградата од авантурите на Марк. Благодариме. Денот овде е за вас, денот за заљубените. Исто има и денот Свети Трифун, ќе окроиме лозето, ќе пиеме вино, ќе пиеме ракјафа, ќе јадите, ќе поминиме преубав момент во Шато Сопот. Мислам еден место што е препознат преку цела Македонија. Ама вашето име, Александра, Филип, ако нема таков име во Македонија, чисто македонско име. Епа да. Точно. Ајде, Благодариме. да одиме. Љубовта е најдобриот подарок. Љубовта е емоција. Љубовта е благослов. Да љубиш значи дека постоиш, дека дишеш, дека веруваш. Нашите партнери од Шато Сопот решија да ги почастат нашите заљубени со една прошетка низ винаријата и да им објаснат се околу виното. Прво ви посакам добар ден. Значи сте во винарија Шато Сопот, која се наоѓа пред Велес на неколку километри на Велешката патарина. Винаријата располага со сопствени лозови насади од 100 хектари, од кои што имаме Каберне, Ризлинг, Шардоне и нашата убава Темјаника, која е најмалку најпозната моментално. Винаријата постои од 2006 година, е почната да се гради 2007 година е првото вино кој излегува од винаријата. Нашите собствени сорти, Кабернето, Ризлинго, Шардонето се првите сорти и Темјаниката тогаш е и посадена 2007 година, она као посад е најмлада. Располагаме со околу 150.000 литра капацитет на целата винарија. Ова овде кај што се наоѓаме, го гледате, е примарната обработка на вината, кај што подоцна ќе одат во дабови буриња, кај што ќе одиме да ги видите, да се прошетаме во тој дел. Имаме неколку бели сорти, неколку црвени сорти, што плюс ги произведуваме, но акцентот си го ставаме сепак на нашите сорти, бидејќи тие не се најбитни и тие се секогаш контролирани и знаеме за идеален квалитет како да си го одгледаме нашето собствено грозје. Како се произведуваат белите вина, конкретно, што сега сум собела? Да, белите вина, методологијата меѓу белите и црвените вина е скроз различна. Белите вина, значи, се ферментира само џусот од самото грозје или, како би се рекло, шира, познато. Тоа шира е првите 24 часа, тоа е сок од грозје, уствари добиено, со методи на бистрење на ширата, со контролирани ферментации кои се наоѓаат во овие цистерни, на одредени температури, ги добиваме тие ароми кои што може да осетите моментално во самата
самата темјаника. Да. Иначе, нели, за идеално да може да ги осетите самите ароми, треба да ја завртите внимателно чашата. Чашата секогаш се држи доле, за да не ја загревате површината. Кај ладните вина е битно да бидат околу 12-13 степени, нели, за да може да се отвори самото буке на виното, да осетите аромите, као во темјаниката што сеќа во моментов темјан, зелени треви во позадина. Црвените вина се работат заедно со све зрната. Значи, во суштина се меле, се ронка, да, рачките нели се одвојуваат, се додава ферментатори, овие не се нашите ферментатори. Ферментацијата трае во однос на колку шеќер содржи грозјето. Бојата ја влечеме преку самата љушпа, преку самите танини. Се добива преку љушпата добиваме антоцијаните и самите танини за да се образува едно вино. Значи спремата колку има шеќер, толку повеќе алкохол претвараме. Иначе од сите зрна кои да го отворите и ке црно грозје и ке бело внатре пулпата е бела секогаш. Че бојата црвените ја добиваат од самата лушпа. Ферментацијата кај црвените вина трае 13-15 дена, 17 дена, зависно од тоа што сакаме да добиеме. Како што ви кажав на почетокот, ова тука е примерната обработка на вината, кај што овдека се спремаат што ќе оди понатаму во дрвени буриња, што ќе остане како на еден начин младо вино, но не младо, нели пак одлежано во иноксна цистерна за понатаму во нашата ситуација винјард селекција, што ја делиме и нели резерва и гранд резерва селекцијата. Зошто е младо вино? Зошто го викаат така? Младо вино се подразбира дека не прошло преку нели да одлежи во дрво. Значи ја тоа ги викам спалните на неидните црвени вина и некои бели кои што ние шардоне исто одлежуваме во барик. И као младо вино го подразбираме дека е во инокс. Значи не прошло микрооксигенација преку самиот даб така натаму за да може да го наречеме резерва или гранд резерва. Да. Тоа останува со тие првични ароми, свежина, овошност има во него, за разлика во дабово буре кој доаѓа, да добиваме терцијални ароми, веќе почнува да се појавува покрај овошето, веќе станува зрело овоше, па добиваме као некоја кожа добиваме во самото него, танините се испеглуваат, значи свилени танините, добиваме свилени танини кај што не ја напаѓаат усната шуплина кога пробуваме и на крај, нели, кога ќе оставиме во шиша, после 2 години да го отвориме од шише, веќе тогаш има тие терцијални ароми, значи тоа е целокупно зрело вино кај што може да се конзумира, нели, колку сакате, ама конзумирате одговорно, сепак. Уште би сакала да прашаме за розе вината. Кој е нивниот начин, пошто... Да, розе вината, така, розе вината, значи се произведуваат исто од црвено грозје, само што со многу кратка мацерација. Мацерацијата може да биде нели од неколку часа, тоа се зависи од зрелоста на самото грозје, може да биде само неколку часа, може да биде 24 часа, може да биде нели 5 часа, све зависи, тоа енологот решава во моментот кога ќе види таа нијанса на боја дека му се допаднала или што бара нели пазарот во моментов е таа модерна лосос боја, скоро да е прозирно розето. На тој начин се одвојува и се започнува ферментацијата, е исто кај белите вина, да, контролирана на пониски температури, за да би, ако го задржиме поише нели со љушпата, тоа ќе добиеме се потемна нијанса. А во врска со цистерниве, сакам да ве прашам сега, процесот, кој е ферментација, дестилација, кој е процесот низ кој што мине виното во овие цистерни? Да дојде до самата цистерна, прво почнува целиот процес од надвор, кај што нели доаѓа избрано грозје, набрано во гајби еден по еден гроз без да има уништено ниту едно зрно, да нема протекување, па влегува во ронкачка. Од ронкачката дел кога се произведуваат бели влегува во преса за да се извади само течноста, а црвените значи со пумпа се внесуваат директно во самите танкови. И на тој начин од кој ќе се наполни танкот, нели се започнува ферментација, кај белите прво се започнува бистрење на самата шира, како што веќе кажав. Колку е побистра ширата, значи
помала е шансата да дигне голема температура, колку помалку ќе дигне температура, толку повеќе ќе задржат аромите како во нашиот случај. Како ова сега? Одлично вино. Мислам дека добро им дојде оваа прошетка. Во меѓувреме, ние се припремивме за чинот на кастрењето и одиме заедно да ја запознаеме оваа традиција. Ајде, дедо Фипе. Ајде. Благословен е нашиот Бог, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Бог Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господње. Бог Господи ни се јави, благословен е кој иде во името Господово. Бог Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господње. Сега ние грешни и понижени, да побрзаме пред Богородица и да паднеме пред неа во покаяние, извикувајќи од длабочината на душата, Владичице милостиво помогни ни. Побрзај загинуваме од многобројните прегрешенија, не одвраќај ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме единствена надеж. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Отвори ни ја вратата на милосрдието, благословена Богородице, да не пропаднеме ние што се надеваме на Тебе, но да се избавиме преку Тебе од беди, зашто Ти си спасение, народот христијански. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, зашто си свет Боже наш и во светиите почиваш, и на Тебе слава Ти вознесуваме на Отце и Сине и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Свети безсмртни, помилуј не. Премудрост простум да стоиме со внимание да го чуеме и Светото Евангелие. Мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Јована, да внимаваме. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во она време се искачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања по-еврејски наречена Витезда, со 5 тремови во нив лежа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекува да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по раздвижувањето на водата оздравуваше, од каква и да било болест, да боледуваше. Слава Тебе, Господин, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за небесен мир и спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за високопреосвещениот митрополит нашегата ангел,
за честното свештенство во Христа дјаконство, да си отлири сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за благочестивиот и Христолюбив православен народ наш македонски, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј да се освети оваа вода со силата дејство до слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј да слезе врз оваа вода очистителното дејство, да биде оваа вода лековите за душите и телата, за прогонување на секоја непријателска сила од ова место, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, Господ Бог да испрати благодат за избавување и благостојање Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, Господ нашиот Бог да не покаже како синови и керки, наследници на своето небесно царство, преку пиењето, причестувањето и порусувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отце и Сине и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое, поведи сем православним христијаном нашим, нас противнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, Господи, кој се си направил со својот збор, си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и за храна наша. Ти кој трите момчиња и Данило кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семења, си ги покажал посветло да нешто биле во сласт хранети. Сам Ти се благ цару, благослови ги овие семења со различните плодови и освети ги, Господи, нешто ќе дадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот маченик Трифон за спомено нешто починено благочестива вера и на след Твои свети, зашто свет си сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебот и виното со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на светиот маченик Трифон, Ти ја принесуваме оваа бескрвна жртва, прими ја се щедри во Твојот наднебесен и духовен жртвеник. Во името на Отца, амин. И Сина, амин. И Светиот Дух, амин, амин, амин. Святи мученици, иже добре страдалчествовавши и венчавше ся, молитесь яко Господу помиловати ся душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом мучеников радование, их же проповедь Троица единосушная. Исаия ликуй, дева име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же человека, востаким я ему, Его же величающе Деву ублажае. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Задржите го тоа. Зашто земе лепчо, да го скршиме вака нагоре. Ете така, Христос помеѓу нас е и ќе биде. Христос помеѓу нас и ќе биде. Христос помеѓу нас е и ќе биде. Христос е помеѓу нас и ќе биде. Христос помеѓу нас е и ќе биде. Христос е меѓу нас и ќе биде. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме, Господи, за милост, живот, мир, здравие, спасение на Твоите чеда. Сите овде присутни, вработени, целиот македонски род и сите православни христијани по целиот свет. Зашто си милостиви човеколюбец Бог? Тебе те прославувам Отце и Сине и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин.
Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш, кој во почетокот од Твоето создавање ги создаде небото и земјата, и небото си го украсил со големи светила, за да ја осветлуваат земјата и преку нив, да Ти се восхитуваат Тебе, единствениот создател и владика на созданието. Земјата па ја украси со пченица и растенија, со различни семиња од Твоето светоживјалиште, на ова место, на лозијата, на овие Твои чеда, и благослови го, сочувај го неповреден од секој магепсничство и бање, од секој зло, опустошен од лукавиот и сплетки од лукави луѓе, дај му да принесува плодови навреме, исполнети со Твојот свет благослов, и секое животно и влекачи, црви, муви, пепелници, пламеници и молци, ненавремени ветрови, кои нанесуваат штета, оддалечи ги од него, зашто се освети и се прослави пречесното и великолепно име на Отце и Сине и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Ве заколнувам вас, многу видни зверови, гасеници, бумбари, скакулци, глувци, ровци и кртови, различни видови муви, мушички, молци, мрави, крлежи, оси, стоноголки, разни видови животни, кои ползат по земјата, птици кои летаат и нанесуваат штета, и пакост на лозијата, на овие Твои чеда, со Бога Отецот безпочетен, и со Неговиот со безпочетен осуштен Син и Неговиот пресвет Дух, едносуштен на Отецот и Синот, ве заколнувам вас со очувањето на единородниот Син Божи, Господ наш Исус Христос, и Неговото живење на земјата со луѓето, со Неговото спасително страдание и со Неговата животворна смрт, и со Неговото тридневно воскресение и на небесата вознесение, и со сета Негова божествена и спасителна промисла, ве заколнувам со светите ангели и со сите сили и лјадници милиони, ангели, архангели, кои со голем страв стојат пред славата Господова, да не му правите штета на лозието, ниту на нивите, ниту на градините, на дрвјата, зеленчукот и сето она што го произведуваат чедата Божи, особено на овде присутните лозија, туку отидете во дивите гори, во неплодните дрвја, на кои Бог ви дарува секојдневна храна, ве замолувам и со честото тело и крв на нашиот Господ Исус Христос, вистинскиот Бог и Спасител, преку кого и спасение ни се даде нам и избавување, за чие што име сме подготвени дури и да умреме, да не наштетувате ниту на лозијата, и ниту на лисјата, на сето она што треба да се произведе од лозијата на овие Твои чеда, Сашо со своето семејство и сите овде присутни. Ако пак мене не ме послушате и пристапите клетвата со која ве заколнувам, тоа не го правите пред мене смирениот и најмал од вас Трифун, туку на Бога Авраамов, Исаков и Јаковов, кој ќе дојде да им суди на живите и мртвите. Затоа, како што ви реков, одете во дивите гори, на бесплодните дрвја. Ако пак не ме послушате мене, ќе го помолам човеколюбецот Бог да го испрати својот ангел, кој што е над животните, и со железо и олово ќе ве врзе и ќе ве уништи, зашто клетвите и молитвите од мене смирениот Трифун ги отфрливте, но и птиците исправени по мојата молитва да ве изедат. Уште ве заколнувам со великото име, кое на камен беше напишано. Не издржувам, туку се распрснува како восок од лицето на огнот, и излезете од местата наши, за кои што ви реков, непроодни и безводни и неплодни, излезете од местата и имотот на чедата Божи, благослови го сега овој имот и направи да донесува плодови благовремено по молитвите на пречистата владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со силата на честниот и животворен крст, на честниот славен пророк претече крстител Јован, на сите славни и сефални апостоли, на сите доброповедни маченици, на сите славни великомаченици Трифун, Евстати, Јулијан, и по молитвите на сите свети, зашто Ти си оној кој што благословува и осветува се, Христе Боже наш, на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не нас. Амин, 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 амин. Почитувани домакини, почитувани вработени, присутни, сите кои што дојдовте денес со вашето ценето присуство, традицијата која што е многу вековна, она што го правеле нашите предци, дедовци, прадедовци, а ние го примивме како аманет да го оставиме на идните генерации,
да се собереме денес во првиот ден од месецот Сечко, од февруари, кога го почитуваме и славиме младата душа, маченикот Христоф Трифун, кој што е заштитник на лозијата, нивите, насадите и сето она што треба човекот физички, односно материјално, неговото тело да го укрепи. Затоа, драги мои, бидејќи Бог ни остави аманет дека без неговата помош не можеме да направиме ништо, се собравме денес да го повикаме нашиот Бог на љубовта, Бог Творецот кој што го милува човечкиот род и го дарува со се во неговиот живот, да ни дарува пред се добра година, година која што ќе изобилува со многу плод, кој што ќе биде за наше укрепување, покрај телесното, да знаеме дека треба да се укрепуваме и духовно, односно да му благодариме и преку тие христијански добродетели, кои што денес ги спојува во едно, покрај материјалното, односно лозовиот насад, виното, кое што за нас христијаните представува и крв Христова, да може и преку лебот и преку виното, а односно и преку тие христијански добродетели, преку љубовта, особено верата, надежта и сето она што треба да го укрепува човечкиот род, да во една целина сплотени како Богочовек ни го покажа како пример како треба да го последуваме. Затоа ја замоливме неговата благодат, таа енергија Божја да го исполни пред се нашиот дух, нашата душа и така задоволни да му благодариме на крајот од оваа година за родот кој што ќе ни го подари. Се ни подарил во нашите животи и тој е човеколюбец, не создаде како што вели светиот Златово за да не уништи, туку за да не спаси. Нека ни дарува долги години, уште многу години да се спомнуваме на овој голем ден и со пример да покажуваме дека сме достојни за како народ, како поколенија да го продолжиме овој аманет кој што го добивме нашите дедовци и прадедовци. Нека е благословено од Бога мир, љубов, благослов и дај Боже тој мир кој што ги исполнува нашите души и срца да го предадеме на идните генерации радосни од ова што ќе го произведеме како вино, како лозов насад во ова место. Нека е со среќа. Амин. Сега ќе појдеме да ги благословиме и закроиме лозовите насади. Ова беше едно прекрасно искуство за мене. А мислам дека ужива и Александра и Филип. Останува уште да им припремиме некој специалитет, за комплетно да уживаат во денов како што уживаат во нивната љубов.
Окей? Здраво, добар ден. Здраво. Шеф? Ненад. Вие сте шеф овде? Па не, Нина е шефица, ама јас се менувам неизе од тие болна нешто и... Тоа сега да кажам, од јас работев овде со незе. Супер ми беше, поминавте момент одличен за новогодишната емисија овде. Ма мило ми е што ќе те запознам сега тебе. Мене исто. Имаш и ти твоите, како да кажам, специјалитети, твоите навики на готвење и све. Ја мило ми е, оти пак ќе кажам, доаѓам за да учам. Јас ќе учам сега од тебе денес рецепта што ќе го правиш за менуто за Свети Валентайн. За Свети Валентин, да, мозаик сега Да. спремаме. Чекај, пред се. Мора да и јас и ти да се облечиме за да работиме. Убава престрика. Секогаш. Тоа е нашата престрика од емисијата Авантурите на Марк со нашите партнери Шато Сопот, обавезно тука сме. Имаме Витаминка, Президент, Алпско и Унибанк. И да не забораваме Годовин што ни направиле најубави престрики. Вала шеф, сега да се можеш, а? Да. Мислам ти си доволно возрасен за тоа. Немаме малку потешко менде. Е, вала. Двајцата убави манекени. А? Ке ми објасниш сега малку повеќе за денешната рецепта што ќе Па сега моментално го спремаме мозаикот. Мозаикот. Биде, Тоа ќе биде со- дел од менуто од се. Да, со лосос, Добро. ципура и лаврак. Лосос, ципура, И лаврак. лаврак. Добро. Да. Филетирано, без коски. без коски се Окей. спрема на парчиња се сече. Добро. Охо. Многу сакам тоа. Добро. Исто и ова. Исто и ова. Осем си преш секојаш Да. ленти. Добро. Вие вака. Исто и ова. Супер. Потоа ги ставаме, им ставаме зачин. Зачин. Што е тој зачин? Ова Зелен е зачин, така... Сув копор мешано со макдонос, сол се споено. Окей. И ги измеш малку. Малку така, добро. Многу лесно, едноставно. Секојаш сите мислат оти кујната е многу тешка, многу комплицирана. Знаете, оти основата во кујната е најлесно и тоа го дава, мислам, за мене и за тебе, вистинскиот вкус. Кога се меша, премногу зачини, премногу вкусови, на крај немаме ништо, имаме мешавина. И тоа не е поентата. Поентата е да се осеќа вистинскиот вкус. Потоа ги ставаме тука. Добро. Еден врз рук, така... Да, различно да биде за да се меша бојата. Окей. Супер. Пак ќе кажам, многу едноставно, многу И лесно. исто го спојуваме вака. Го спојуваме, добро. Сечеме фузијата. Окей. И правиме ролат. Окей. Тоа го сервираме така, живо? Не. А, Ова се става во... Да ти кажам право, јас го јадам тоа живо така. И Да, али во секој- Белгија, во Франција, да. се готви, се прави како карпачо и го се сервира живо. Да, Ама секој овде не би ќе го јадел така, да. Во Македонија малку тешко. Се става во Живо, зобриена вода, се става Зобриена 30 вода. минути, ама треба да се извакумира пред тоа. Сега вака го стегаме у фолија, Добро. потоа се става во најлон за вакумирање. Најлон за вакуумирање и го Да, ставиме да 30 не минути. поприми вода унатре. Добро. Го ставаме 30 минути на зовриена вода. Океј, па полека ќе го вариме. Се враќаме. Ајде, па се вратиме, осем го оставивме другиото да се вари, имавме парче спремен, припрема обавезно мора, колку очекуваш 150 луѓе, ако немаш припрема џабе. Покажи ми сега, ова што го имаш, го тестиравме, Да, го убав е, сечеме. да. Полека, Него убави парчиња. Браво. Многу убаво изгледа. Јас нема да го пипам оти на вистина. Гледај како е. Тоа е како по француски се вика марбре, како мермер, од се ми изгледа. Ете така. Топ. Зимам Многу ми се парчиња. допаѓа. Пак ќе кажам, едноставно, ама пуно со вкус. Бара, што ставаме плюс како гарнир? Инчуни, Инчуни, Гарнир. па да. декорација, како се може да се користи. Полека, Малку на рад, е. знаеш, знам, млад, многу трема има, малку се тресе, ама со мене ќе помине лесно. Ете така. Супер. Многу сакам млади како него, оти на вистина тоа се едината. Ние сме шефови, Исто така еден го ден полека па ќе видиме крај, а они ќе одат после, на нашите стапи така се кажува? Стапки, да. Стапки, ете така. Океј, последното. Па што мислите од јас на неговите години како бев? И јас се тресев. Епа да. Колку години имаш? 23. Епа.
Ја имам само, фане, хиту таму. Потоа, Малку така, Оставам. супер. фузирано масло. Мислам ти имаш и микрогринс, така нешто? Да. Малку, Може и со да. ова. Супер. Малку Тоа. биберче така да му дигни вкусот. Гледам ти имаш вински сол. Може убаво не? Јас извини што си дозволувам. Не, тоа Знамо нема, ти си имаш тоа. твоите навики, ама вуала. Супер. Тоа се вика Final Touch. Браво. Мислам првата рецепта завршена. Завршено, да. Одиме со Со главното јаде. главното јадење. Се гледаме за главното јадење. Епа, како беше твоето имаше? Ненат. Ненад. Одиме со втората рецепта? Да. Убаво Тоа е паше ролот месо. од бифтек, Ролот од бифтек, добро. и чистен, убаво отворен, исчукан, А, да. намачкан со сенф, Окей. зачини, копар унатре, А има копар унатре и се. Да, да. Окей, маринирано све. маринирано, Да, се после битка и се се, битка. врзува со конец за да го Окей. држи цврсто. Ја побрзевте малку работата, оти навистина, за жал денес немаме многу време, а моравме да ви покажеме нешто, начинот како се подготвува. Арно ти Ненат е тука за да го објасни како треба. Мислам ти можеме да го сечеме. А? Да. Убав паче од средината, најубавото место. Пак ќе кажеме, ова е јунешки Јунешки бифтек. Јунешки да. бифтек. Вау. Гледайте како убаво изгледа. Супер, многу ми се допаѓа. Браво. Малку розе така, јас го сакам малку поживо. Да. Да не, Потоа му ставаме пире од шампињони и црвен кромит. Тоа е пире од шампињон. Од Шампињоните се Шампињони, пропржени, да, пропржени да. со малку путер, со малку со зејтин. путер, зејтин, кромит, зачини и потоа се блендира. И се блендира. Имаме едно мало пире, освен тоа Да. ќе биде како гарнир. Повели? Да објасниме што сервираме. Ти многу Оставаме брзо ми работиш ти, а? Океј. И потоа го ставаме сладкото од врген. А тоа е сладко од врген, што ги направи Да. со карамелизирани со шеќер или што? Тоа се пржи на Добро. ситно. Мгм. Потоа се става зачини, па се става балзамик оцет. Зачини, кои се зачините? Ако не е Зачини тајна. се става сол, бибер, се Океј. по вкус. И балзамико. да. Океј. И Се што се остава пече? на ладно за да се здрави малку Океј. и Супер. го сервираме до Браво. роватот. Пак, одиме со рецепти едноставни, ама пуни со вкус. Шампињони, вргани, јунешки бифтек, малку така. Потоа му ставаме како декорација. Браво. Микрогринс многу се хит, многу се тренд, ма на вистина И посебни шери. се вкусни, и шери домати. Супер. И на крај Малку става. од вашето омилено масло, а? Браво. Малку биберче? А? Многу го сакаме биберот ја така накрај. Класичен гарнир, класичен рецепт, Да. одлична рецепт, дел од менито од Свети Валентајн. Ти го измисли менито или шефицата беше Не, позади менито? шефицата. Да, Шефицата. навистина. Ма ќе мора да Ги поздравиме. да поздравиме шефицата. За жал што не беше со нас денес. Ама знаете што? Не само тој дел имаме едно предајање, имаме едно главно Главно јадење. Каде е колешката? Ми кажи ти ќе правише салата. Ја чекаме колешката, ќе ни донеси салатата и десертот. Колешка? Ајде. Знамо ти имате многу работа денес. Ама бе да. Спремна е салатата. Салатата доаѓа. Салатата е спремна. Океј. Каква салата имаме денес? На подлога од печено цвекло и сечено на тенки кругови, Добро. бејби рукола, печено јаболко, Океј. ачето балсамико и кремата е од исто печено цвекло со изблендирано со крем сирење. Сирење такво нешто не додавате? Крем Не. сирење и А, крем тоа е сирење, тајната, малку извините. овчо сирење. Овчо сирење, ама Да. скриено е внатре. Па да. Во кремата. Президент се знае. Он го криеме, ама тука е. Десерт? Десертот ни е чоколаден мус. Шоколаден мус Темно чоколадо. со љубов. Ова се јади, мислам, еден десерт за двајца, не? А секој со лажица да си, па да јади во истото. И попола јагода за двајца. Попола јагода, па Да. јагодата на форма на срце. Така. Еден мени полн со Со љубов. љубов, И да. направено Во со чест на денешниот ден. и направено со љубов исто. Со љубов, да. О, што сакаме поубаво. Не можам да ви кажам, дојдете во Шато Сопот, да го јадите менито, па оти емисијата
je после Свети Валентайн. Ама, да ги поздравиме сите залюбените, И љубителите на вино. и љубителите на вино, и на шефицата уште еднаш. Ајде, се гледаме. Извините ме, што ве извадив од маса. Да, мислам оти јадењето беше врв, прекрасно. Прекрасно, да. Се надевам оти целата прошетка, све што поминавте денес со нас ви беше Едно ново искуство, доживување. Фала многу за тоа. Моментот е за поклоните од нашите партнери. Па нормално, сите што го правиме со љубов. Нашите партнери, све што го поклонуват со љубов. Плюс денот денес е денот на љубовта. На љубовта, Па да, со две залюбени што ги имаме овде, најпрекрасни залюбени, млади залюбени. Па ајде, гледајте што имаме. Имаме од президент, убави поклони, гледате внатре. Имаме Прекрасно. да ви свето. Да не ги земе малку ветерот, ни дува денес. Унибанка исто ни даде убави поклони и уште едно аперитивче, не знам што е, да не го отвориме, ќе го пијат после дома заедно. Витаминка, една кутија, полна со нивните убави намирици што ги имат, Президент уште, па имате секој. Има за готвење, мислам оти има и книга за готвење со рецепти и све. Супер. Десертот е тука, виното во раци, Виното во раци. а мислам оти пак за денес направивме прекрасна емисија. Се надевам оти сите
ужива, вие што не гледавте, ние што бевте тука со јадењето со две овие убави прекрасни дечки, не знам како да се кажи, ама заљубени. Мисион комплитет за денес. Се гледаме наредната недела со нови доживување, нови авантури на YouTube, на Instagram, на Facebook, секаде со нив. Големо бакнеш ми праќаме на сите. Чао, чао.